кинески учител, книжевник, политичар и филозоф, од така наречениот пролетен и есенски период на кинеската историја. Неговата филозофија ја истакнува потребата за личен и владин морал, коректност во општествените односи. Во основата на начелата на Конфуций лежат кинеската народна традиција и верувања. Тој ја фаворизирал силната лојалност кон семејството, обожувањето на предците, почита кон старите од страна на нивните деца и почитувањето на жената од нејзиниот сопруг. Се залагал за познатиот принцип не прави им го на другите тоа што не сакаш да ти го прават на тебе. Рана верзија на познатото златно правило. Афоризмите поврзани со неговото учење се собрани во аналекти, но тоа се случило многу години по неговата смрт. Кој не знае дека не знае, опасен е, избегнувајте го. Кој не знае, а знае дека не знае, дете научете го. Кој знае, а не знае дека знае, спие, разбудете го. Кој знае, а знае дека знае, мудар е, следете го. Познавачите знаат дека ова е Конфуций, еден од најистакнатите кинески филозофи, во чија суштина на постоењето било човеколюбието. Денес Скопје има институт кој што го носи токму неговото име. Во него годишно влегуваат стотици македонски студенти кои што знаат дека не знаат и излегуваат знаејќи дека знаат. Ова е нивната приказна и приказната на нивните учители. Институтот Конфуций при Универзитетот Свети Кирил и Методий во Скопје е основан со одлука на Универзитетскиот сенат, согласно подпишаниот договор помеѓу Универзитетот Свети Кирил и Методий во Скопје со Централната управа на институтите Конфуций во Пекинг и во соработка со Југозападниот универзитет за финансии и економија од Ченгду, Народна република Кина. Институтот Конфуций беше свечено отворен во просториите на Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје во 2013 година. Институтите Конфуций имаат за цел промовирање на кинескиот јазик и култура во светот, подржување на развојот на наставата по кинески јазик и овозможување на образовна размена помеѓу Кина и останатите земји. Глобалната образовна мрежа на институтите Конфуций е во надлежност на Кинеската меѓународна образовна фондација. Првиот институт во светот е основан во 2004 година во Сеул, Јужна Кореја, и заклучно со август 2020 година во светот се отворени 541 институт Конфуций, распоредени во 162 земји и региони. Како дел од оваа глобална мрежа, основањето на Институтот Конфуций значајно придонесе кон продловочување и зајакнување на образовната и научна соработка помеѓу Универзитетот Свети Кирил и Методий во Скопје и Југозападниот универзитет за финансии и економија од Ченгду, како партнер универзитет, но и со други реномирани универзитети од Народна република Кина. Вообичаено околу 200 студенти, значи ученици, курсисти се запишуваат секоја година, така што од нашето постоење, значи од 2013 година, во овие 7 години, преку 1000 курсисти помина, од кои голем дел од нив со успех завршија неколку степени од кинескиот јазик. За верификација на нивните знаења, Институтот Конфуций доби дозвола, односно е овластена организација, овластен институт кој спроведува тест по познавање на кинески јазик, популарно HSK или HSK тест, кој е на еден начин потврда за знаењата, меѓутоа и основа, односно потреба за аплицирање во разни кинески проекти, програми, значи дали е тоа за студиски престои, дали е тоа за краткотрајни престои, дали е тоа за поголеми престои, значи нашите студенти се заинтересирани, нали, да ги полагаат овие испити, да ги прошируваат своите знаења и секако да бенефитираат од изучувањето на кинескиот јазик. Како што рековте, овие кандидати се од различни возрасти, така што имаме две детски групи, вообичаено, една група дечиња од 6 до 10 години, една група дечиња во вишите одделенија, значи од 10 до 15 години, група средношколци и група возрастни која ги опфаќа студентите, нели, и вработените, односно сите заинтересирани возрастни лица. Професор Лијао Веј пак има точни податоци колку македонци се интересираат за кинеското писмо и колкумина завршуваат писмени според кинески стандарди. 通过我们的一些调查呢，马其顿民众对于学汉语的兴趣还是比较大的。我们在前2年做过一次调查，这个调查呢是针对
没有学习过汉语的高中生，那么反馈的结果呢是，有接近50%的学生有兴趣学习汉语，啊，在另外一组调查当中呢，我们是调查已经在我们孔院学习汉语的学生，那么这些学生呢，有的是成年人，有的是这个中学生，有的是大学生。那么他们反馈的结果呢，是有48%的学生反馈，在他们周围有同学或者是有同事、有朋友，他们有学习汉语的兴趣，但是呢还没有机会来学习汉语。所以从这2组数据，我们就可以看得出，实际上马其顿人对学习汉语的兴趣还是比较大的。那么就他们学习汉语的具体兴趣来讲，70%到80%的人呢，他们是认为汉语很有趣啊。另外有20%多的人呢，认为学习汉语的兴趣呢，是因为这对于他未来的工作有帮助啊，对于自己未来的发展有帮助啊。这是我们的一些调查的结果。Секој учење на јазик е богатство. Верувам дека сите оние студенти или пријавени кои што се појавуваат овде на почетните часови на курсевите по кинески јазик се ентузијастични затоа што ќе учат нов и поинаков мистичен јазик, малку подалечен за она што го познаваме овде од Европа. Меѓутоа, колку успева до крај на тој образовен процес да го задржат тој ентузијазам? Па, ова исто така добро го лоциравте. Значи, вообичаено поголем број, нели, на почетокот на учебната година, поголем број заинтересирани се јавуваат, особено за почетните курсеви. Дел од нив ентузијастички, но дел од нив по препорака на нивни колеги, пријатели, роднини и така натаму. И можам да ви кажам дека одливот е релативно мал. Значи, тој секако се должи на, во некои случаи имаме зголемени, нели, обврски, дали се тоа ученички, дали се тоа студентски, дали се тоа работни, домашни и така натаму. И тоа е многу повеќе случај во кај почетните курсеви. Меѓутоа, оно што ќе помине таа почетна бариера, веќе понатаму одливот е многу помал. Значи, се интересираат студентите да одат и на, нели, повисоко ниво, напредно ниво, второ, трето и така натаму, учествуваат, односно ги полагаат овие ХСК тестовите по кинески и тоа можам да ви кажам со еден извореден успех. Еве, годинава имавме трет пат како ги организиравме овие тестови и ако првиот тест беше само ХСК, HSK1 и HSK2, ова последниот беше веќе имавме и до 4-то ниво од можни 6 нивоа, што значи дека е прилично се и нашите студенти напреднати, и интересот за полагање, а и да речем организацијата на целиот успех, значи на целиот испит е на едно завидно ниво. Странците кои доаѓаат во Македонија се изненадени од фактот дека Македонија, која важи за мала земја, има 27 дијалекти. Диалекти има и во кинескиот јазик. 关于方言呢，因为如果说中国那个汉语里边有多少种方言，这个问题呢，它依赖于我们划分方言的这个标准啊。就目前的情况来讲，根据中国的语言学家呢，我们把中国的汉语的这个方言呢，大致分为了这个10种，有10种方言，大的方言。大的方言，那么这10种大的方言呢，它们的在发音上有很大的区别，有的时候我们是很难听懂另外一种方言的这个发音的，比如说对于方言官方语言比如说北方语系的，就很难听懂这个粤语、广东话和闽南语、福建话，它是很难听懂的。也就是说，这种方言它有很大的区别。当然呢，如果我们调整一下这个划分方言的这个标准，我们就会看到中国的方言的数量会大大的增加。中国有一句俗话叫做“十里不同音，百里不同俗”，
它的意思也就是说，在我们居住的地方超过10里，我们说话的发音啊就已经有区别了啊。相距100里的这个距离呢，这个民风民俗它就不一样了。那么从这句俗话，我们就可以看得出来，如果我们如果从发音这个角度来界定这个方言的话，那中国的方言会有很多种类。Курсистите во Македонија се отворени за изучување на кинеската култура, јазик и писмо, но колку се дисциплинирани и истрајни во тој процес на учење? 整体说来呢，马其顿学生对于那个学习汉语的这个兴趣是非常浓厚的，我们在我们的学员当中，有一些这个很典型的例子，比如说有2位家长，他们带着自己的3个小孩都到我们孔院来学习汉语，而且已经坚持了有2年多了。有的还有这个母亲学习汉语以后，觉得很好，然后又带着儿子来学习汉语的，并且呢，他的儿子学了汉语以后，还成功的申请了中国的奖学金，而且现在他已经开始了这个在中国学习汉语，只不过呢，因为今年的这个特殊的原因，这个疫情的原因呢，今年他刚刚开始的第1学年呢，可能要在网上进行。又比如说，还有我们的学员当中，还有姐妹俩一起来学习的，还有外地的学生，有一个小孩是库马洛沃的他的父母每个周末都带着他的学生到孔院来学习汉语。总的说来，我们的学生马其顿学生学习汉语的热情非常高，也非常具有这个学习汉语的这个毅力他们坚持了很久，有很高的这种热情同时我们也希望有更多的马其顿的学生来学习汉语在这里呢，我也顺便给孔子学院打一个广告从我们前面的这个调查当中呢，马其顿学生对汉语的兴趣是非常浓厚的，但是呢，前来学习汉语的人数并不是特别多。我们思考了一下，其中的原因呢，可能是因为这个很多人不知道我们这个孔院，所以在这个地方我打一个广告如果同学们，如果观众朋友们你对学习汉语感兴趣，你的小孩或者是你的朋友对学习汉语感兴趣，请与我们联系圣基里尔麦托迪大学孔子学院，请与我们联系。我们的汉语课是免费向公众开放的，谢谢。Јазикот е жива материја и најдобро се учи на терен. Вие на почетокот на разговорот споменавте студентски престој. Колку реално Институтот Конфуци организира такви студентски размени и колку вие студенти кои што учат кинески јазик овде може да заминат во Кина и да проверат до каде стигнале сознанието? Тука морам да ви кажам и една друга околност, а тоа е дека сите Конфуци институти во светот, нив ги има повеќе од 500 во преку 150 држави, значи работат на партнерски односи. Значи една институција, универзитет од одредена држава во партнерски релации со универзитетот Кина, значи се формира институтот и на тој начин се функционира институтот. Наша партнерска институција е универзитетот на југозападна Кина за финансии и економија или СВУФЕ од Ченгду. Ченгду е главниот град на провинцијата Сичуан. И нашиот партнерска институција, значи партнер универзитет, секоја година организира двонеделни кампови специјално за нашите студенти и до последнава година, секоја година по 15 на студенти, нормално тие треба да се полнолетни, не важи за малолетните наши студенти, значи се пријавуваат и учествуваат во овој летен камп. Понатаму институтот се јавува и како еден мост, да кажам, за одредени програми организирани од кинеската влада или од кинески универзитети
каде што кинеската влада стипендира, или има такви програми во кои на еден начин Конфуци институтот посредува преку презентација на овие програми од кинеските универзитети, исто така им помага на студентите за при реализација на оние административни и останати работи и мислам дека во тоа можеме да се пофалиме дека досега околу 10 студенти кои биле наши курсисти, биле или на постдипломски студии или на друг начин ги да речам или на краткотрајни престои во Кина и во секој случај го реализирале, значи тоа нивно познавање на кинескиот јазик на најдобар можен начин. По 5 години престои магистратура по кинеска лингвистика во Кина. Даниела Евтимова се врати во Македонија и своето знаење го пренесува на студентите на институтот. Кога се вратев, јас активно работам и со јазикот. Какво искуство? Прекрасно. Значи, секојаш кога ме прашуваат како помина студирањето во Кина, значи прекрасно. Го научив јазикот за да можам овде моето знаење да го пренесам на учениците, односно на слушателите кои сакаат да изучуваат кинески јазик. И од кога сум вратена овде активно сум со јазикот и еве годинава имаме и настава по кинески јазик во Институтот Конфуци. Кинеското писмо е многу обемно. Како успевате да го задржите ентузијазмот на учениците? Претпоставувам дека се запишуваат ентузијастични со оглед на тоа дека ќе учат кинески јазик, меѓутоа како во подоцнежниот процес на образование го задржувате нивното внимание? Моето повеќегодишно искуство со предавање на кинескиот јазик ми помага да го следам на еден најдобар начин, значи да го следам изучувањето на кинескиот јазик, односно на почетокот сите се ентузијасти и сакаат да учат еден за нас да кажам мистичен јазик, сепак Кина е физички далеку од Македонија и секако кинескиот јазик си носи својата тежина. Меѓутоа кога ќе почнеме да изучуваме на почетокот, јас им раскажувам за приказните, како кинеските знаци настанале, бидејќи токму и тоа мене ме поттикна да учам кинески. Значи секој значи има приказ на како настанало. Им пренесувам од моите искуства од Кина како јас сум учела. Така во тој процес на изучување на кинески јазик им пренесувам и кажувам како јас сум учела, кои се најдобрите начини и бидејќи секако имаме достапност до разни материјали, им помагам до крајот на изучувањето на тој степен или таа година да имаат едно ниво кое што се планира да се заврши во таа година. Колку студенти имате годинава, со оглед на тоа дека годинава многу работи се променија, па се промени образовниот процес, не е веќе со физичко присуство, туку е онлайн настава? Секако, сите знаеме дека поради пандемијава сега се премина на онлайн, односно настава со далечина и бројот не е намален. Значи бројот на пријавени студенти не е, дури е во предност бидејќи од многу градови сега може да слушаат настава, не мора да доаѓаат овде во Скопје, имаме студенти од Прилеп, од други градови, така да мислам дека овој начин на учење сега дури не доаѓа и во прилог на институтот. Поменавте дека помеѓу студентите има и деца, меѓутоа има и возрастна група, кој учи полесно, кој е попосветен, возрастните или децата? Не знам како точно да ви одговорам, бидејќи возрастните има луѓе што се многу мотивирани и учат со еден друг ентузијазам, значи малку посериозно пристапуваат кон материјата, па прашуваат, па гледаат разни весници, читаат онлайн, прашуваат зошто вака, како ова, значи малку поразлично го совладуваат кинескиот јазик, со голем ентузијазам можам да кажам, а дечињата има преку забава. Значи си играат игри, си учиме, си прашуваме, има разни апликации, им кажувам, за учење на јазикот и сметам дека и двете групи, и возрастни, имаме и средношколска група, и тие на некој свој начин си ја совладуваат материјата, односно со сите се пристапува различен пристап, како при изучувањето на јазикот. Маја е студент на Институт Конфуци, која со неверојатен ентузијазам и љубов зборува за кинескиот јазик и култура. Еве како таа започнала да го учи кинескиот јазик.
Во 2015 година го сретнав еден од професорите што предаваше тука, Ли Хонг Бо. Случајно го сретнав на филолошкиот факултет. Во тој момент ја пишував дипломската и почнавме муабет за кинески филмови да правиме. Го прашав што прави тука и така дознав за Конфуција преку него. Тоа беше како импулсивна одлука во моментот, беше многу екзотично ми звучеше во тој момент. И одма се заинтересирав, одма се пријавив и почнав да доаѓам тука на часови. Колку ти беше тешко или лесно на почеток, кога почна да го изучуваш кинескиот јазик? Па почетокот доста споро се, мислам тоа е сосема различен јазик, значи не спаѓа во индоевропски јазици и се е различно. Така што беше споро и интересно. Професорот Ли Хонг Бо беше универзитетски професор, пратен од Кина тука. Имаше многу големо познавање кинеска литература, приказните позади знаците. Тоа беше многу интересно, не беше воопшто тешко, затоа што секој знак, како што ги учевме основните знаци, беше пропратен со таа приказна. И така тоа заведува. Не беше тешко, интересно беше, можам тоа да го кажам. Учењето на кинески јазик Маја ја однесе и во Кина. Ова е нејзиното искуство. Преубаво. Многу убаво искуство. Студирав на Beijing Language and Culture University, значи Пекински универзитет, специализиран само за јазик, изучување на јазици. Имав чуено уште претходно за тој универзитет, програмата е една од најдобрите во светот. Тоа беше една година јазик како специализација. Луѓе од цел свет, од сите континенти, од држави, значи имав колеги од држави кај што се вика воопшто не сум ни чула за нив. Сите заедно учевме кинески, преубаво искуство. И Константина е студент на Институт Конфуци и е фасцинирана од кинескиот јазик и култура. За нивната култура и за нивната нација многу интересно е што освен што имаат најстара пишана историја, знаците од тогаш како што ги создале се речиси исти со тие како што ги користат денес. Што значи дека претрпела нивната, сега азбука не можам да речем, но символите нивни претрпеле минимални промени во текот на неколку илјади години. И тоа е многу интересно, бидејќи тука кај нив традицијата се задржува и тоа е нешто што не секоја нација го има. Колку навистина е тежок кинескиот јазик, со оглед на тоа дека е многу обемен, има многу знаци, а за основна комуникација ти требаат околу 3 до 4.000 знаци? Всушност кинескиот јазик не е тежок. Знаците, мислам, според мене, бидејќи јас имам сликовита меморија и лесно ги памтам знаците, но тешко ги памтам тоновите, бидејќи кинескиот јазик е и тонален јазик. И првпат се среќавам со таков јазик и всушност и тоа е дел од тоа што ме заинтригира во него. И јас мислам, според мене, тешкото е учењето на тоновите и конкретно кој знак како се чита. Значењето е лесно да се прочита од самиот знак како се пишува. Па јас мислам дека во тоа е тешкото. Надпреварот Кинески мост е надпревар по кинески јазик. Константина со само една година учење на јазикот имаше одличен пласман на надпреварот во Кина. Надпреварот имаше неколку стадиуми, да ги речем. Првиот беше тука кај нас во Македонија и се состоеше од 3 дела: пишан тест, талент тест и држење на говор. Бидејќи нели состојбава како што е моментално со вирусот, се беше одржано онлайн и успеав да освојам прво место и тоа значеше дека можем да продолжим на меѓународниот сегмент од надпреварот, кој исто така се одржуваше онлайн,
Инаку во други претходните години се одржува во Кина. И тоа исто така имаше талент сегмент и тест сегмент, и колку што разбрав, оваа година јас пласирав на 31-то место од вкупно 132 мислам држави, што всушност е и највисокото место што досега го достигнала Македонија на тој надпревар, што ме воодушеви, бидејќи јас само една година учев до тогаш кинески, многу мислам ме израдува тој момент. Маја, за крај, што е она што најмногу те привлече од таа богата и длабока кинеска култура? Многу работи. Мислам дека и се уште не сум запознаена, затоа што Кина е толку многу богата. Храната е... Мислам, тоа доживување, тие вкусови никогаш не познати за мене, не како ново сетило да ми се разви со храната, културата. Кина има 56, мислам дека малцинства, и тоа е многу интересно кога ќе запознаеш некој што не е хан кинес. Сосема различно изгледаат, различни навики, исто различни јазици имаат. Има многу други јазици, значи диалекти кинески. Сето тоа е многу интересно. Да живееш во Пекинг, јас живеев во Пекинг, тоа е многу голема разлика, многу голем град. Во споредба со Скопје. Да се биде дел од нешто такво е многу убаво. Првиот впечаток за кинескиот јазик е дека е многу тежок, веројатно зашто се разликува од македонскиот и воопшто од индоевропските јазици. Но фасцинантното е во тоа што, иако изгледа многу комплициран, составен е од делови и ако се научи основата, потоа полесно се надградува. Делува екзотично и го зборуваат 20% од вкупното население во светот. Даниела вели дека се уште има интересни реакции кога ќе каже која е незината професија – професор по кинески јазик. Разни реакции во смисла браво, супер, ама сигурно е тешко. Тешко е бидејќи нели тоа е јазикот што ние немаме допирна точка. Меѓутоа јас им кажувам, баш како што кажав претходно, им кажувам за приказните и викам кинескиот јазик е една отворена книга кој сака да учи од книгата за приказници за историјата. И се радуваат бидејќи во Македонија има многу малку никој не знае кинески, како тоа почна со кинески, како дојде, значи такви некои прашања, па им раскажувам за Кина, така да сметам дека и ова учењето на кинески јазик во Македонија, иако до пред 10 години кога јас почнав да учам, беше сосем непозната работа, а сега веќе добро учиш кинески, знам дека има нели часови во Конфуци. Така да се надеваме дека во иднина ќе има и уште повеќе слушатели и поголем интерес, нели, да помине пандемијава ќе има многу и одење, патување Кина Македонија. Така да мислам дека не се отвара еден нов свет и многу повеќе слушатели, се надевам дека ќе дојдат да учат кинески. Институтот поттикнува зближување на културите меѓу двете земји преку организација на разни настани. Помеѓу настани со кои се одбележуваат одредени кинески празници, кинески настани, како на пример кинеска нова година, празникот на чумовите, празникот на средина на есента и така натаму, но исто така и учествуваме, односно сме дел и од активностите, односно културни настани кои се одвиваат во Македонија. Значи, како што се саемот на книгата, како што е ден на чајот, како што е ден на детето и така натаму, значи во кои активно партиципира и Институтот Конфуци. Друга една рамка, односно друга една активност би сакал да истакнам, например, одржувањето на надпреварот Кинески мост. Значи, Кинески мост во секоја заинтересирана држава се одржува на локално ниво, а потоа победниците учествуваат, значи одат во Кина, првите двајца, и учествуваат на интернационалниот надпревар по кинески јазик, значи од цел свет имаат можност тука, значи не само да ја посетат Кина, туку исто така и да бидат дел од еден ваков голем настан. Професор Лијао Веј не ја крие радост и задоволството што живее и работи во Македонија.
Има омилени градови, ја сака македонската кујна, па дури има и македонски зборови кои што најмногу сака да ги изговара. 我在马其顿工作已经有3年多了，我非常喜欢马其顿，因为这个马其顿人民呢对很友好，马其顿人很友好，另外一个原因呢，我觉得马其顿有很多风景很漂亮的地方，比如说奥赫里德湖，又比如说那个波波乌夏普卡，我冬天经常去那儿滑雪，那个地方很漂亮，另外呢，我还喜欢马其顿的食物，马其顿有很多菜，我很喜欢。至于马其顿语呢，我觉得非常难，很难学，我会说那么1-2个吧，比如说多巴登、Zlavo， 其他的就好像忘了。OK。До 2019 година 530 институти ширум светот го носат името на Конфуций. Планот бил до 2020 нивниот број да изнесува 1000. И во овие 1000 институти, студенти од различна возраст, пол, верување и убедувања се учат на кинеска дисциплина и истрајност. Несомнено, алатки без кои што изучувањето на оваа обемна кинеска култура би била незамислива. А дека и ние почнавме да ги применуваме во нашето секојдневно функционирање, ви покажуваме со следната епизода на Нихао.